Од рубриката Светско а наше, на млади години веќе освојува големи награди. Во продолжение ќе ве запознавам со близначките Лаура и Леона Димитровски. И се разбира, нивниот учител е тука, Марија Диманин Богоевска. Тие се двете девојчиња, еве ги гледате сега, кои што освоја прва награда на интернационален надпревар, музички надпревар во Америка, во дует пијано. Добро утро! Добро утро. Марија, добро утро и за тебе. Не само што си интересни вака двете заедно како близначки, како две сестрички, освојуваат прва награда на интернационален музички надпревар во Америка. Колку и да звучи ова вака само како име, големо, тој е вистина многу големо. Па каков надпревар е овој? Така е, пред се ви благодарам за поканата, навистина е огромно задоволство да се сподели една ваква убава вест со јавноста. Овие две прекрасни, талантирани млади пијанистки, Лаура и Леона Димитровски, успеа да освојат прва награда на престижен интернационален надпревар за млади музички таленти, кој е базиран во Атланта, Соединетите Американски држави. Инаку тоа е реномиран, стана збор за реномиран надпревар со интернационално стручно жири. Аплицирањето беше онлайн на надпреварот со испраќање на видеозапис. Можам да кажам дека конкуренцијата беше огромна, имајќи во предвид дека имаше кандидати учесници од 21 земја. Од 21 земја тие добиваат прва награда. Така е, да. Значи, буквално од сите континенти. Така. Позитивните коментари што ги добија од стручното жири, испратени по мејл во исто време со наградата, се еден, мислам, дополнителен мотив за нив за понатамошна уште поголема, поинтензивна работа и за мене исто така како педагог значат една верификација на нашиот севкупен заеднички труд. Инаку, овие сега надпревари можам да кажам дека станаа многу актуелни, поготово во пандемијава. Поради тоа што онлайн се изведува, затоа толку актуелни. Да, посебно актуелни во пандемијата. И тука има можност секој да учествува, не се потребни некои поголеми финанси, претпоставувам. Така, тоа е една добра страна, да кажем, на надпреварите, што еден кандидат може истовремено да учествува, да кажеме, на повеќе надпревари, да се пријави. А за учениците тоа е навистина една добра можност да ги одмерат своите стекнати знања, своите стекнати вештини, да се споредат со децата, да кажеме, од целиот свет, со музичарите на нивна возраст од целиот свет. Инаку би сакала да споменам дека надпреварот беше за камерна музика, тие учествуваа во сесијата камерни состави, како клавирско дуо, беа вклучени сите инструменти, значи не само за пијано. Во однос на возраста немаше ограничување, возрастно ограничување, поделен надпреварот на 5 категории, почнувајќи од првата категорија за ученици од 8-9 годишна возраст, каде што и Лаура и Леона се надпреварува во таа категорија, па се до петата завршната категорија, каде што се надпреваруваат учесници од 23 години па натаму, значи веќе професионални изведувачи. Сега да слушнеме како тоа се изгледало. Прво да ги представиме. Лаура е од мојата лева страна, прва, а потоа иде Леона. Добро, Лаура, кажи ми, сакавте да учествувате на овој надпревар? Сакавте, имавте желба да се надпреварувавте? Да, многу сакаме да свириме и многу беше интересно да вежбаме заедно. Да вежбате заедно сестрички. Леона, иако ви е сигурно многу лесно, затоа што сте си сестрички, близначки, вие најубаво си се познавате, така? Да. Да, си вежбавте и дома, се подготвувате и со учителката, но колку е тешко да се спреми нешто во дует, двете заедно, синхронизирано, да свирите, така преубаво да изгледа сето тоа и ќе слушнеме сега, но колку беше тешко и лесно да се спремате? Па, беше малку тешко дека ако една сгреши, и другата, и целата песна ќе биде... Целата песна од поново, и пак од поново. И цело време требате да внимавате никој да не сгреши. Да. И сега кој грешиш? Ке се издадете? Не се издавате, браво! А колку време се спремавте? Еден месец, мислам дека малку помалку. Така, еден месец, ама добро вежбавте цело време, значи тоа било напорно, иако знам и дека идете во училиште, дека учите, дека исто така вежбате и карате. И сте многу успешни во каратето. Да. И таму освојувате награди.
И кој сега беше виновен што почнавте вие со пијано да се занимавате? Па ја Леона. сакав да почнеме пијано. Сакаш и пијано? И супер комбинација. И карате и пијано. Може. Да. Да. Екстра талентирани девојчиња кои што се многу млади. Кои што веќе синхронизирано успеваат да го изведат, тоа го слушаме во продолжение. Еве, ајде да слушнеме како тоа изгледаше. Истовремено совршено. И Марија, за вас како педагог, каков предизвик ова представуваше да ги подготвите? Верувам дека имало ситуации во кои што треба и нив и како педагог и не само физички, нели таа синхронизираност, туку и психички, да се подготват, да бидат синхронизирани, да знаат да се слушаат и да се следат едната со другата, да изгледаат вака, без грешка. Да, камерното музицирање, камерната музика и воопшто подготовката на камерен состав е предизвик сама по себе, поради комплексноста, баш поради таа комплексност на усагласувањето на два исполнителя или повеќе исполнители во состав. Колку се помали децата, колку се на помала возраст, толку е потешко да се ускладат и да се вклопат нели како состав. И баш од таа причина на многу надпревари, така беше и случајот со надпреварот во Атланта, беше дозволено, значи за помалите категории, да учествува, да кажеме, во камерниот состав, да учествува и самиот педагог. Така да тоа и на повеќе други надпревари за класична музика исто така се практикува. Значи баш поради таа комплексност. Во таа смисла, тоа што Лаура и Леона успеа да се склопат и вака синхронизирано да звучат на едно високо ниво, да представат композицијата, значи ниво кој ја заслужи првата меѓународна награда, за мене е уште поголем успех за нив, уште поголем успех, уште поголема гордост. Инаку, камерната музика има многу предности, изучувањето на камерна музика, поради тоа што тука децата се учат да се слушаат не само себе си, значи кога свири само се слуша себе си, тука да го слуша и другиот, значи веќе паралелно слушаат повеќе музички делници и тоа придонесува во нивен музички прогрес. Тоа не е воопшто едноставно да се изведе, но покрај музиката има и други, да кажеме, бенефити, и други придобивки. Например, тие ги учат правилата на тимската работа, како што самите сега спомна, има моменти нели кога се учат да бидат толерантни, кога грешката на едниот ја треба да ја прифатат како заедничка грешка, да не се критикуваат при работата, да гледаат да се поддржат за да го постигнат успехот кој што го покажа. Верувам дека е полесно кога се сестри во прашање. Така ли е? Да. Се радија. На колку години вие почнавте да свирите пијано? На 7 почнавме и сега сме 9,5. Сега 9,5, значи 2,5 години. 7 е идеалната возраст кога треба да се почне пијано? Конкретно зборуваме еве за пијаното. Стандардно, например, да кажеме, идеалната возраст за почнување на изучување на некој инструмент, од времето кога јас почнав да свирам клавир до денеска е многу померена во светски рамки. Стандардно се почнува да се свири не само пијано и за виолина од 7-8 годишна возраст. Така. Меѓутоа денеска сме сведоци во светот дека слушаме дечиња кои што почнуваат особено во Кина, да кажеме во некои други земји, децата почнуваат уште на 3 годишна, 4 годишна возраст да свират. Толкаво форсирање, не оставање простор детето да избере. Тие веќе сакале самите, знаеле дека сакаат. Така да. Пијано, јас како магистар по методика на настава по пијано имам доста истражувано на таа тема и мислењата на колегите во светот се подвоени во однос на тоа прашање. Според мене лично, мислам дека не треба да се форсираат децата толку рано да почнуваат да свират инструмент. Зборувам за таа 3-4 годишна возраст, бидејќи понекогаш тоа може да има контраефект. Значи, да се детето ако почувствува преголем притисок, може само да се откаже пред време од инструментот. Но во секој случај сметам од друга страна дека индивидуалниот момент е пресуден
бидејќи не се сите деца исти, дури ако се близначки, тие пак се разликуваат, не се исти. Затоа и наставата по пијано индивидуална настава, ценам дека умешноста на педагогот и неговиот квалитет се состои токму во тоа да процени, значи, и да најде за секој дете поединечно индивидуалната метода, индивидуалниот пристап на работа, кој што за тоа одредено дете, значи, ќе вроди со плод. Така да, Марија, да процени и да отвори пат така, во да, ситуацијата. Во уметноста, мислам, не треба унифицирана метода да има. Сега, во оваа ситуација, кога тие веќе навистина на 9 годишна возраст оствојуваат награда, која што е сериозна награда, што понатаму? Кај нас, што значи тоа за нас? Што значи надвор од нашите граници? Кој е за нив сега отворениот пат? Така, да. Тие се премногу талентирани. Тоа го покажа, значи, со оваа награда, да кажеме, еден доказ за нивниот талент. Да. Но морам да кажам дека талентот е само основа. Значи, нив сега им следува еден долготраен процес на увежбување, усавршување, па да бидам искрена да кажам и макотрпен процес. Значи, не е едноставно. Тоа е секојдневно, повеќе часовно посветување на инструментот. Тие со оваа награда покажа колку можат. И јас мислам, инаку имаат и други афинитети, не е само музиката, знам дека покажуваат успеси во други области, но после оваа награда имам уште поголема желба како педагог за уште поголема и поинтензивна работа со нив. Така да и очекувањата мои во однос на нив се сега многу поголеми, така да веќе нема назад. А инаку за талентите воопшто, можам да кажам дека талентот треба да се негува, треба да се посветува внимание, треба внимателно да се негува, да се развива и да се поддржува, бидејќи тие се всушност нашите мали амбасадори на македонската култура во светот. Апсолутно, сакаме да се гордееме, сакаме да имаме некој кој што не представува, ни носи награди, но ако не му отвориме пат, како? Во овие ситуации, благодарение на родителите, тие ќе имаат можности да осознаат и да се усовршат и да отпатуваат и да работат малку повеќе на себе. Може би недостасува некој друг дел тука за поддршка, така, од наша страна да речеме, како институции. Така, мислам, оној би го спомнала магичен триаголник за успех, да, нели формулата за успех е секогаш ученикот, педагогот и родителот. Значи, кога сите овие сегменти функционираат како целина, успехот е загарантиран. Она што до педагогот е да професионално да го подготви ученикот, значи да го осознае ученикот од било кој аспект, бидејќи психолошкиот момент исто многу важен, може ученикот да се подготвува, меѓутоа излегувањето на сцена не е исто, нели, кога се излегува пред луѓе, не е исто кога се свири во училница, сам со педагогот. Нивното исто треба како ученици да го исполнат, вежбањето повеќе часовно, усовршувањето на композицијата, значи да вложат напор и секако поддршката на родителот е тука многу битна. Да, но и желбата, кога се сака се може, зарем не? Да. И сега што ќе подготвуваме следно, веќе се размислувате што следно ќе подготвите, оти веќе добиваат покана тие во јануари месец 2022. Така, како прво наградени, тие се како прво наградени, повторно се поканет. Така и од тој надпревар ќе има, значи, можност за настап во живо во Америка. Да сме живи и здрави да го имаме, така, да имаме таа можност, дај Боже да патувате во Америка. Што би сакале сега да подготвувате следно, си размислувате, се договарате? Па ја би сакала поише да свириме дуети заедно. Да. Двете заедно, па се разбира двете заедно и сега ќе се договорите со учителката која композиција треба да вежбате, треба во јануари месец да настапите повторно. Се радувате? Да. Да. Би сакале понатаму посериозно да се занимавате со ова? Да, дај Боже, да ако немаме тука кај нас некоја концертна сала која што е за вакви намени, па во светот има, па да ги видиме нив во светот како настапуваат. Може? Да. Може. Јас би кажала што имаме во предвид, значи, за нив понатаму, освен тоа што ќе работат на нов програм, технички ќе се доусовршуваат и музички, ќе имат нови предизвици. Во однос на концертната активност да се надоврзам, минатата година немаше настапи во живо, знаеме поради условите со пандемијата, но оваа година Државно музичкиот балетски училишен центар Илија Николовски Луј има замислено богата програма, концертна програма. Тоа кога ќе биде околу нова година? Значи има ревелни настапи
Има така, околу нова година јас планирам да направам новогодишен концерт на учениците од мојата класа, така да тие ќе имаат можност да настапат во живо, бидејќи настапите во живо се од непроценлива вредност за децата и уметниците се градат од мали нозе, а уметникот расте само преку сцена. Така е, и ќе не повикате да бидеме и ние сведоци на такво нешто. Ви благодарам што ми бевте гостинки. Ми ја разубавивте неделата, убаво ја стартувавме неделата. Нема ништо поубаво со вакви таленти кои што можеме да ги презентираме, да ги покажеме што се постигнува кај нас од мали нозе. Се гледаме повторно за други успеси. Договорено? Да. Договорено. Марија, ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека ќе имате полни раце работа и можност и со Лаура и Леона и да отпатувате. Ви благодарам. Да не биде онлайн сам. Да.